Кажа што кажа, ветија што ветија. Карваните на партиите го одат последниот круг, на полноќ кампањата завршува. Аналитичарите оценуваат дека предизборниот период мина во демократски дух со мали исклучоци, особено во дел од албанскиот политички блок, каде што имаше тензија околу меѓупартиските односи и коалициските договори. Сепак овие моменти не го загрозија изборниот процес, но покажуваат дека во некои средини конкуренцијата беше поинтензивна. Ваквите тензии беа брзо смирени и ретерирани, што овозможи остатокот од кампањата да се одвива стандардно. Албанскиот дел имаше поголеми тензии заради наративот на Дуи за легитимитет и беше очекувано дури да има големи тензии на самиот изборен ден пред. Добро е што сето тоа мирно заврши. Веројатно најголема турбуленција предизвика изјавата на Билал Касами за Кичево, кој после тоа се ретерираше малку, така да таму некако се подсмирија можните тензии. Политичките партии во финишот на кампањата се обидуваат да ги мобилизираат и своите гласачи, но и да ја придобијат најтешката цел – неопределените. Експертите предупредуваат дека ентузијазмот кај оваа група е на ниско ниво и дека меѓу два изборни круга е речиси невозможно да се направи поголем пресврт. Историјата покажува дека излезноста во вториот круг најчесто е пониска. Дел од гласачите чии кандидати не влегле во вториот круг едноставно се повлекуваат од изборниот процес. Во јавноста се отвора и прашањето што треба во иднина да направат партиите за поуспешна кампања и поголема мобилизација на гласачите. За вистинска промена потребно е враќање на довербата кај граѓаните и нов пристап, повеќе критичност, транспарентност и внатрепартиска демократија. Тешко може да се очекуваат промени, особено во брзо време, од една едноставна причина што на партиите им одговара овој начин на функционирање и дава резултати добри за нив. Таков на изборниот систем, корените на тоа ги гледам во статутите на партиите кои преферираат лојалност кон лидерот, кон партијата, па потоа доаѓа меритократијата, која да не речам се изгуби со ретки исклучоци во партиите, но веројатно таму треба да самите партии се демократизираат прво. Последниот збор секако го имаат граѓаните во недела, а веќе од понеделник победниците ќе мора да се фатат со работа и да ја оправдаат довербата. Губитниците да погледнат во своите редови и да извлечат поуки за следните избори да остварат подобар резултат.